Ви благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувани министри, представници од медиумите. Ке почнам со малку цинизам. Дозволете ми да констатирам дека ке продолжам таму каде што и застанав пред 6 месеци, кај меѓуетничките тензии, кај од опасноста од меѓуетнички судири и опасноста од нарушување на мултиетнички државата. Во продолжение сакам да ги истакнам причините зошто пратеничката група на Демократската унија за интеграција ќе гласа против законот за кој што сите чекаме денес, значи да знаеме да знаат кој ќе биде нашиот став. Тоа е законот за поранишните безбедносни сили и ќе се обидам да ги дадам сите аргументи така како што сме правели до денес на аргументиран начин, да политички оправдан, образложен, меѓутоа уште повеќе правно и процедурално образложени причини. На почетокот за тие што не споредува со Фидел Кастро, со Енвер Хоџа или пак оној другиот од една друга држава, од Јужна Африка, сакам да ве уверам вас и јавноста, Демократската унија за интеграција има и маратонци, како што има и спринтери. Ние сме шампиони во двете категории. Сакам повторно да ве потсетам дека ова е битка на парламентот и на парламентарците и затоа и ако се каже дека владата и институциите функционираат, ние велиме дека сме тука за да ја водиме парламентарната битка. Ние ќе гласаме против овој закон затоа што овој закон го нарушува консензусот како основен постулат и загрозува да воспостави повторно арбитрарност во политичкото одлучување. Ова е во директно спротивставено со духот на Охридскиот рамковен договор, односно со Уставот на Македонија. И кога сме кај Уставот, еве и неколку причини зошто ние гласаме против. Затоа што овој закон во формата како е дојден на дневен ред или пак како е наметнат за дебата, директно се заканува на институтот на вето, воспоставен во Охридскиот рамковен договор или пак Ватентаровиот принцип и загрозува да се враќа повторно мајоризацијата или пак надгласувањето. Овој закон е апсолутно против Уставот, затоа што членот 9 од Уставот членот е дискриминирачки. Ова се некои од причини зашто ние ќе гласаме против овој предлог закон и не сме подготвени да дадеме наша поддршка, иако, како што беше кажано, овој закон не е против интересите на албанците или пак како што беше кажано не е против Охридскиот рамковен договор. Ние сме тука за да докажеме дека е токму против Охридскиот рамковен договор, против Уставот и против интересите на меѓуетничкиот соживот и етничката кохезија. На крајот прочитајте ги насловите на весниците во минатата недела, се ќе биде јасно.